Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Прашува нашиот брат, рековте дека човекот треба да ги крие гревовите своји. Дали е оправдано или добро некој, на пример, прави зина и ја сокрие и се венча со особа која што не го сторила тоа, а таа особа не го знае тоа. Бисмилlah, салату вассалам, Расулилlah. Јас кога реков да ги крие гревовите, мислам на тоа дека човекот не треба да се фали со некој грев, затоа што него Аллах джелешану нема да му прости. На тој човек кој што ќе се фали со гревовите. Секако дека сите ние сме грешници и нека некој доколку направил грев треба да се покае за тоа. Но оваква ситуација, ја мислам дека од искреноста е да каже човек дека направил некоја грешка и на тој кој што сака, со кого сака да стапи во брак, да му го каже тоа со цел да бидат искрени и да почне искрено и без лаги еден брак и една брачна врска. Аллах најдобро знае. Жакала херше. Дали имам казна ако го слушам езанот на пладне, а ја го клањам до 2 часот заради работна обврска? Бисмилlah, салату вассалам, Расулилlah. Што се однесува до езан, ние рековме дека повикувањето во намаз значи дека тој што го слуша езанот е должен да се отповика на езан. Ако се работи за лице кој што има обврска, ама таа обврска е специфична, како на пример лекар кој што прави операција или нешто што е покритично, или во тој момент е на диализа или на некоја таква, тогаш тој човек е оправдан. Додека другите треба да се трудат колку што можат да дојдат во џамија да клањаат. Значи намазот кој што го клањаат не во џамија, тој намаз иншалла е валиден кај Аллах джелешану, но според некои има помалце севап, значи 27 степени севап помалце, додека според некои алими тој има грев затоа што не се отповикал на езанот на кој што е должен да му се отповика, доколку немал некоја оправдана причина. Аллах најдобро знае. Што е тавасул и дали е дозволено во исламот? Тавасул, исто имавме уште едно прашање во ист контекст. Значи, еве го. Кој тавасул, пошто сме во иста тема, кој тавасул е дозволен? Тавасул е en yatawassala al-insanu ila Allah bi a'malu salihah. Значи човек да се доближи до Аллах субхану ва таала. Значи тавасул да каже за атар пример на филан евлија се доближувам до Аллах. Ова е забрането. Братот праша кој е дозволен по право, извинете. Кој е дозволен начин? Дозволени се 3 начини на тавасул со кој човекот му е дозволен значи да се доближи до Аллах субхану ва таала. Прво бил а'мал салиха. Значи со добри дела кои што човекот ги работи. Се сеќавате на хадисот во кој што тројца беа затворени во една пештера, на кој што му падна една огромна карпа пред пештера. И секој од нив, значи хадисот ви е познат, и кажуваше своите добри дела. Значи е тавассул ила Аллах би а'мал салиха, се доближува до Аллах со своите добри дела и бара да му се отрни тоа од него. Другото нешто е бил есмаил хусна, значи да се доближува до Аллах со убавите имења на Аллах субхану ва таала, како спомнавме пред малку, валиллахи есмаил хусна фад'ууху биха. Значи на Аллах му припаѓаат најубавите својства, имења, фад'ууху биха, и повикувајте го со тие имења. И трето е да побара човек дова од искрен и добар верник. Значи со неговата дова да се приближиш до Аллах субханаху ва таала. Како што му наредил Мухамед саллаллаху алейхи ва салем на Омер ибн ал-Хаттаб, ако го сретне Уейс el-Карни, значи да бара од него дова. Овие се 3 начини на дозволени на тавасул. Дали има некој ајет и хадис за зикрот во глас, на глас, значи заеднички мисли, после намаз? Значи има хадиса,
конкретно не можам да го цитирам, дека Божиот пратеник кога изговорил естагфируллах, Аллаху енте селам минке селам табарак те ададжа и зикрот, со сите ги изговарал на глас, што другите може да го слушнат, но секој посебно, не како што се прави кај нас да биде еден да кажува, па другите да повторуваат подед него, туку самиот може да го подига гласот при изговарањето на зикрот кој што е после намаз. А буквално хадисот не мора сетам кој го пренесува. Дали цигарата и пушењето го расипува абдесот? Не го расипува абдесот, но од работите кои што се греови. Значи, работите кои што го расипуваат абдесот се познати, додека пушењето влијае на друг начин врз иманот на еден човек, затоа што прави нешто со кое што Аллах Джелешануху не е задоволен. Аллах Джелешануху е добро знае. Што е скриен ширк и дали постои добар и лош бидат? Скриен ширк. Значи рековме прво дека ибадатот е, дека го дефиниравме како исмо џаме ли кулли ма юхибу Аллаху јарда. Значи тоа е она сеопфатно име за она што Аллах субханаху тааля го сака од дела со јазик или дела направени со органи, било да е јавно или да е во самиот себе. Ова ширкун хафи е она што е скриен ширк. Ширкун хафи тоа е рија. Значи да правиш дела или сума или да те слушнат, значи го разубаваш за другите да го видат тоа или да те слушнат. Или претходно го спомнавме хадисот. Инна ахвафу ма ахафу алейкум ширкул азгар. Кога го прашале што е тоа, рекол рија. Дали постои добар и лош бидат? Мухамед саллаллаху алейхи ва саллем кажал куллу бидатин далале, значи не постои добар и лош бидат. Што ме новотарија? Значи прво бида треба да го дефинираме етимолошки, терминолошки, за да не биде појасно. Значи етимолошки бида значи нешто ново. Како на пример имаме струја, тоа е во ново време. Или се она што е технологија ново, значи тоа спаѓа во ова бида, меѓутоа јазички, од јазичен аспект, значи етимолошки. Додека терминолошки, значи бида значи нешто ново кое е воведено во верата. Или хадисот на Аиша радијаллаху анха, мен ахдаса фи амрина хаза ма лейса минху фа хуа раддун. Кој ќе воведе нешто ново во оваа вера, ма лейса минху што не е од неа, фа хуа раддун. Значи тоа дело ќе му биде одбиено. И Мухамед саллаллаху алейхи ва саллем вика فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة. Значи вика куле бидатин. Рековме претходно дека ако дојде некира фисијаки нефи, значи одрешна форма, тогаш ги опфаќа сите видови од тој вид. Значи ги опфаќа сите тие кои паѓаат во тој вид. Значи куле бидатин. Значи ова е некира, значи непознато. Доаѓа во нефи, значи ги одбива сите овие, тогаш, значи ги опфаќа сите бидати. Вика куле бидатин далале, значи вика секој бидат е далалет. Значи не ги дели Мухамед саллаллаху алейхи ва саллем на добар бидат и лош бидат. Туку напротив вика сите бидати се далалет, се однесува на терминолошкото значење, значи да се сватиме добро. Ова за мене била Рамадан. Кажавте дека евлија е шејтан. Ке може ли дефиниција за евлија дали Аллах збори за евлиите и ако е греф во кабур кај ги учите што барате кај пегамберот на кабар. Значи ако е греф да се оди кај кабурот, прво значи начин како да се прво човек како станува евлија, сакан кај Аллах субхану ва тааля. И дали Аллах зборува за евлиите во Куран? Да. Ела инна улија Аллахи ла хауфун алейхим ва ла хум јахзанун. Навистина Аллаховите евлии се оние кои што се плашат од Аллах субхану ва тааля. Во друг ајат вика: "Елладина амену ва кану јаттакун."
Веќе евлии се оние кои веруваа во Аллах и беа богобојазливи. А во овој ајат вели нема да има за нив страување, ниту тагување за евлиите. Во првиот ајат кој го цитирав. Сега начин како да се доближиш до Аллах, нашиот шех Аллах да награди прегубаво кажа: "Ла язалу абди yataqarrabu ilay bin nawafi hatta uhibbe." Вика нема мојот роб да пресне да се доближува кон мене со нешто посакано прво, значи миме вторато харес од фарзовите. Значи прво што човек се доближува до Аллах е со фарзовите. После тоа бин навафил хатта ухиббе. После тоа значи доаѓа со нафиле се дури Аллах го засака, па кога Аллах ќе го засака, станува неговото око со кој гледа, неговата рака, неговата нога, неговото уши и така натаму. Значи овој начин како човек да стигне до Аллах джелешанаху. А ако е греф, значи прво Мухамед саллаллаху алейхи забранил да се посетуваат кабурите. Вика кунту нахейтекум ан зијаратил кубур. Вика на почетокот ви забранив посетувањето на кабари. Зошто? За не дојде до тој ширк, за да не се бара помош од тие мртви, да не се очекува некој берекет од тие мртви. Али после тоа вика ела фезуруха, вика посетувајте ги, фе иннаха tudhakkirakum бил ахира, затоа што навистина тие ве посетуваат на ахирет. Значи дозволен начин зошто е дозволено човек да ги посетува кабровите со ниет, значи да се подсети на ахирет или да прави дова за нив. А доколку оди со ниет или патува со ниет да го посети гробот за да бара некој берекет или за да бара некој хаир од тоа место или да бара некоја корис дуњалачка или ахиретска, тогаш направил голем ширк. И кој рекол дека ние патуваме кон каброт на Мухамед салаллаху алейхи ве селем, кога самиот Мухамед салаллаху алейхи ве селем ни кажал, вели ла тушедду рихалу илля ли саласати масаџид. Ние ја посетуваме џамијата, вели не е пропишано, не е дозволено, значи да се патува освен кон 3 џамии. И ги спомнал Месџид ел Харам во Мека, во Медина и Месџид ел Акса. Меѓутоа не спомнува, значи дека кабарот се посетува. Значи ние кабарот не го посетуваме. И тој што мисли дека сме го посетиле кабарот со ние да бараме помош или да бараме некоја дуњалачка или ахиретска корист, се излажа. Значи погрешно не разбрал, погрешно не сватил. Толку. Само да додам, ама кога сме во џамијата на Божиот пратеник, ние идеме и му даваме селам на Божиот пратеник. Ниту бараме дова од него, ниту нешто друго, туку само селам. Салаллаху алейхи. Закон алхейр. Дали е хиџабот фарс? Кратко и јасно, хиџабот е фарс. И затоа има и ајети и хадиси од Божиот пратеник Мухамед саллаллаху алейхи. Сега да не должиме. Дали сме една муслиманка да ги исчупа вегите? Мухамед саллаллаху алейхи, значи не сме. Кажал ла'натуллахи алел мутанаммисин вал мутанаммисат. Вика Аллахото проклетство да биде врз тие машки или било машки, било женски кои што ги прават вегите, кои што ги чупат, значи нивните веги. Значи не е дозволено, строго забрането и Аллаховото проклетство е над нив. Значи не е мала работа Аллаховото проклетство да е над нив. Како да запамтам тоа што го учам или читам? Веки е ученик на имам Шафи. Усвај Шафија е ученик на имам Веки. И еден ден Шафија му рекол на имам Веки: шекеуту иля вакиен су е хифзи фершедени би теркил мааси. Му се пожалив на Веки дека слабо памтам тоа што го учам, па ми рече оддалечи се од гревовите. И рече иннел илме нуруллах, Аллаховото знаење свето од Аллах джешануху, wa nurullahi la yu'tahu al-asi, додека Аллаховото светло Аллах не му го дава на тој кој што греши. Освен повторувањето и читањето, многу е важно оддалечувањето од гревовите, затоа што гревовите за жал се причина за заборавноста кај луѓето. Аллах да не сочува од гревовите. Дали верник може да донира човечки органи и дали истите може да ги прима? Не е дозволено да се прави трговија со човечки органи. Тоа е прва работа. Втора работа, ако има некој човек кој што е клинички мртов, се мисли на тоа дека неговиот мозок не функционира,
а има здрави органи, како што е црниот дроб, бубрезите, кои што може да му се донираат на некој човек за да му се спаси животот, алимите велат дека тоа е дозволено и доказ за тоа е правилото во кое што се вели маслахатул хайи муқаддаматун ала маслахатил мејит. Интересот да се сочува еден живот е пред интересот да се сочуваат дела на телото на некој човек кој што е веќе мртов. Аллах джелешано добро знае. Дали цигарата, пушењето го расипува абдесот? Одговорив. Овие не се одговори. Селам алейкум, за братот од Битола Рамадан. Се работи за ширк. Ако некого викаш Господине, за тоа кај на етова често појава. Ако некој викаш со зборот Господине, значи не си направил ти ширк, него е забрането да кафирот го нарекуваш Господине, да му даваш значи некој степен над она што треба да му се дае на кафирот. Значи да го возвишуваш на еден начин кога му викаш Господине. Да, не е добро, не е дозволено, меѓутоа не си направил ширк. Ако мисли на тоа братот кој праша. Дали ќе остане некој жив откако ќе се случи судниот ден? Дали е дозволено да се каже амин на глас после суретот Фатиха, магистер Талха? Дозволено е од сунетот. Кога влегувале во џамијата на Божиот пратеник Мухамед саллаллаху алейхи ve sellem, велат дека фейне лил месџиди раџетен, значи како да се тресе џамијата од изговарањето амин на асхабите после Фатиха, после гад магдуби алейхим валеддалин, амин. Закала хейр. Ако еден добар муъмин биде сахранет до некој што не бил или недоволно упатен, дали муъминот ќе го осети кабурскиот азаб? Аллах субхану ва таала каже во Куранскиот: "Вала тазиру вазиратун визра ухра." Вели никоја душа, никој, значи нема да биде одговорен за она што го направил другиот. Според овој Курански ајет, значи нема никој да одговара за делата на другиот. Каде да биде сахранет, значи да биде астагфируллах и кај ауду билај кај Ебу Џехл, значи сахранет, тој нема да има врска со неговиот кабурски азаб. Значи тој нема да одговара за неговите дела. Неговите дела за него, неговите дела се за него. Значи нема да има мешање помеѓу нивните азапи. Затоа што Аллах е ахкемул хакимин, најдобриот од судиите, најправедниот од судиите. Значи на никој не му прави зулум. Нели ни каже во хадисил кудси: "Я инне џалту ظلم محرما فلا إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما." Вели јас го направив зулмот за мене харам и го направив помеѓу вас харам. Значи Аллах си направи на самиот себе зулмот да биде неправдата харам. Па според тоа, значи нема да осети другиот азапот на другиот и нема да биде измам. Овие прашања ми беше дозволено да ги одговорам. Овие ги одговоривме. Јас се извинувам, шејхот малце помлади ќе ми чини халал. Што се однесува за овие прашања кои што се многу важни и не ги подценуваме овие прашања. Да каже некој дека ние не ги зимаме во предвид некои работи кои што се греови, ширк, отпадство од верата и така натаму. Тие браќа што поставиле за адвокат, дали демокрацијата е ширк, дали ова, дали она, ги повикувам, моите 17 дерсови од коментарот на трите основни начина да ги слушнат, од првиот до последниот. Таму ќе го слушнат и мојот став за овие прашања. Исто така ги повикувам да ги слушнат првите предавања од поруки и пораки од биографијата на Мухамед саллаллаху алейхи ве селем и таму ќе ги најдат прашањата, одговорите на овие прашања за кои што денеска немаме време. Аллах да награди.